Почитувани, Филипче вчера докажа дека е човек без грам морал и етика. Филипче потврди дека е човек кој не чувствува вина за случајот онкологија. Филипче докажа дека е човек за кој граѓаните се неважни, туку важен е само профитот и бизнисот. После сите случувања и трагедии кои ја потресоа државата, очекувавме барем малку човечност во Филипче, да се извини пред граѓаните и да си замине од политичката сцена. Но тој тоа не го направи и продолжува да глуми дека е безгрешен. Филипче кажа дека не се чувствува виновен за случајот онкологија, иако не постапил согласно надлежностите од Законот за здравствена заштита, и тоа конкретно. Член 17, член 27, член 92г, член 110, член 226б, член 226и и член 295. Исто така не постапил во согласност со Законот за јавни набавки, и тоа конкретно. Член 2.11, член 76 и член 77 став 2 и 5 не е постапено соодветно на член 4 став 1 и член 13 став 1, 2 и 4, како и член 22 од Законот за организација и работа на органите на државната управа. По однос на Законот за здравственото осигурување не се постапило согласно членот 59. Денес повторно прашуваме: дали Филипче е заштитен од судиите и обвинителите кои учествувале во овој процес? Филипче, еве да ти поставиме и друго прашање. Дали не се чувствуваш виновен и за модуларната болница, за несправувањето со ковид кризата, каде што не успеа навремено да набавиш маски, ракавици, медицинска опрема, а да не споменуваме и за вакцините кои сакаше да заработиш на нив? Почитувани, Филипче е црна дамка во историјата на македонското здравство и македонската политика. Филипче треба веднаш да си поднесе оставка и да не се бламира во јавноста. Филипче е синоним за криминал, корупција и неспособност. Ви благодарам.